Кога сакате да нахраните некој близок, фамилијата или некого го сакате да го воодушевите во овие празнични денови кои ни следат, јас ви подготвив еден целосен рецепт со прилози. Ке користиме пиле. Печеното пиле е дел од нашата традиција. Многу често го печеме. Јас знам да го испечам и на пивска флаша, но овој пат ќе ви го направам полнето. Го викам полнето, бидејќи сакам да го наполнам со убав ароматизиран путер. Почнувам да се обседнувам со овие ароматизирани путери, стануваат на вистина еден многу битен дел од сите мои рецепти. Ќе го направам прво путерот, а потоа ќе ви ги покажам сите други рецепти од оваа богата трпеза која денес ни ја донесе пакет МК. Имаме мегле, путер, ќе ставам половина на собна температура, секогаш треба за да ароматизирате путер, секогаш треба да биде на собна температура, за да може да го измиксате со миксер. Ќе ставам половина. Во него ќе ставам една лажичка мајчина душица, една лажичка жалфија. Жалфијата ми има и мајчината душица со пилешкото, ми имаат баш онака совршен брак. Бибер. Секако сол. Малку промешајте за да не направите баш облакот зачини со миксерот. И со миксер проматете некоја минута. Ќе го оставам малку да одстои за да се врзат сите зачини, а за тоа време ќе го подготвам прилогот. Го подготвувам прво прилогот, бидејќи ми треба повеќе време да се испржи. Значи загреете на тава, ќе ставиме брилијант сончогледово масло. Ставете убава количина, ќе ставиме навистина доста состојки внатре. Основата за овој прилог ќе биде леп. Сите оние англиски рецепти, новогодишни и сите оние празнични рецепти каде што помнат за Thanksgiving, например, американците мисерка, секогаш користат полнење кое се прави од леп. Јас денеска нема да ја наполнам кокошката со леп, ќе ја наполнам со лимон, меѓутоа сакам да го задржам тој празничен дух на тоа, на тие британски и амерички рецепти и ќе подготвам прилог кој ќе биде на база на леп. Имам 3 големи парчиња праз. Немој да штедите на праз. Празот ќе ја истисне целата вода и буквално ќе се намали на крупчиња и благо ќе го пропржите пред да ги додадете останатите состојки. Знам дека ви делува многу, но количината буквално ќе се намали скоро на половина. Ова е баш голем, ќе го исечам на половина. Ова полната кокошка, морам да кажам дека целиот принцип на подготвување ја научив од Джейми Оливер. Не знам дали сум ви кажувала пред не знам, мислам дека беше 2015-2014. Бев амбасадор на фондацијата на Джейми Оливер. Имав навистина желба да направам промена во општеството и да донесам малку поздрави обраци во градинките. Моите деца беа тогаш во градинка и не дека не бев задоволна од она што го добиваат. Знаете дека нашите градинки имаат навистина здрава храна, изобилуваат со многу манџи, со многу готвени работи, меѓутоа сметав дека можеме да одиме чекор понапред. Заедно со тогашното министерство направивме една иницијатива
и ги променивме начинот на кој се составуваат оброците, односно кои состојки треба да дадат на децата таа возраст, колку треба да се користи масло или некој сув зачин, колку треба да има свежа храна. И баш не да можам да кажам обсесивно, но Џейми го следам од неговото појавување на телевизија и многу ја ценам неговата работа, бидејќи покрај тоа што има секогаш онакви добри рецепти за домашно сготвена храна, има многу активистички кампањи во Велика Британија за намалување на дебелината, нели? Така да овој рецепт морам да кажам дека го научив од него, односно кокошката да ја полнам под кожата со путер и религиозно го употребувам од кога го научив. Ќе му дадам да се пропржи, но што неочекувано ќе го ставам внатре, ќе бидат 2 јаболка. Ставам јаболка заради тоа што јаболкото е баш празничен нели вкус кој го имаат сите нели амерички, оние, не знам, британски рецепти, имаат пудинка од јаболко, полненица од јаболко, некој нели намаз од јаболко. Јас овој пат решив да го ставам во мојот леп заедно со празот. На четвртинки на коцки. Еве, оваа димензија, заради тоа што секогаш внимавајте кога ги правите овие комбинирани оброци, заради тоа што на јаболкото му е потребно например 4-5 минути додека почне да се распаѓа. Празот му треба малце повеќе, затоа и прв го пропржувам. А лебото е тука за да направи крцкава сензација. Јас се надевам дека ќе му дадете шанса на празот со јаболко и леп. Следно што оди во овој прилог е целер. Ќе го искористам коренастиот дел. Ќе го излупам на исти начин на кој што би излупиле ананас, убав остар нож. Јас многу често ги лупам вака зеленчуците кои се... Многу ми е тешко да користам лупалка, не знам. Знам дека во нашата традиција користиме баш лупалка за она апаратче малецко за да излупиме целер, морков, компир. Јас по суштина сакам оваа техника да ја користам, ја навистина полесна. Баш цел корен целер. И го исечам на коцки. Целерот е многу ароматичен, ќе биде баш зачинот во овој прилог. Има луѓе што го сакаат. Јас немам некој посебно мислење, го сакам во супи, го сакам во чорби и секогаш кога ми треба изненадување, го користам. Додадете го во целата смеса. Промешајте. Ќе додадам бриош леп. Тука имам цело пакување, ќе искористам, не знам, сам дека во тавата ми собира уште можеби 2/3. Ќе го направам на третини, можеби, да ми бидат коцките идентични со оние кои ги ставив од јаболкото, целерот, да биде сето тоа убаво. Ќе сечете само прости коцки. Додадете ги.
И сето тоа оди во тавата. И малку ќе го препржиме. Имам тука 2 шолји пилешка супа. Во неа ќе додадам 1 лажица јаболков оцет. Ќе ставам убаво бибер. И ќе ставам сол. И 2 чешниња лук. Со оваа течност ќе ја попарам целата смеса и ќе оставам на страна да ме почека да ги завршам другите делови од рецептата. Наред ни е пилето. Убаво пиле, мислам дека е околу килограм, свежо на собна температура. Пилето ќе го наполниме под кожата со путерот, а потоа внатре ќе му ставиме парче лимон, ќе го премачкаме со сол, ќе го премачкаме со малку лук и ќе добиеме еден прекрасен вкус. Потребен ви е нож за малку само да го засечете делот кој ќе ви овозможи со рацете да влезете. Малку варварски ова делува. Но некогаш мора да одиме Чекар Плюс за да добиеме убав рецепт. Значи, земате со рака, не може да го направите поинаку, од ароматизираниот путер и убаво го втривате под кожата на пилето. Така пилешките гради ќе се ароматизираат и ќе имате баш неочекуван крцкав вкус. Малку од другата страна. Да засечам. Сите джепчиња што ќе ви ги овозможи пилето, наполнете ги со путер. Баш убаво и дарежливо. На крајот премачкајте го целото пиле и од горната страна и внатрешноста. Пилето ќе го одложам на страна, затоа што сакам да го подготвам третиот прилог. Некако со ова ми одговараше да направам прокеј. Прокејот е вид на зелка, малку понежен, меѓутоа бара по мене да има одредена интервенција за да биде повкусен. Ќе искористам она стандардна комбинација која сум ви ја покажала неколку пати, мојот сос за печење зеленчуци. Кога сакате да направите вау од зеленчукот, ставете кетчап, ставете малку балсам оцет, бибер, шекер и сол. Убаво промешајте.
и повторно одложете го на страна. Сакам се да печам во една тава. За тоа да ми биде возможно, без при тоа да ми се измешаат сите вкусови, морам некако да го поделам просторот. Ќе земем една фолија и со фолијата ќе направам како прегради, по која на едната страна ќе го печам пилето. Ставив 3 парчиња, заради тоа што сакам да направам малку подцврста преграда. Од архитектура ме научија дека доколку сакате да имате цврстина во конструкцијата, треба да имате ребра. Јас ќе направам колку. А нема да им дозволи на сите прилози да се измешаат еден со друг. Секогаш кога печете, фолијата има две страни, не знам дали забележувате, има една сјајна страна, не знам дали тоа убаво се гледа на камера, и една страна која е малку помат. Таа што е помат е нелепливата страна. И тука ќе ја ставам кокошката на крајот. Натре, за да ја наполнам, ќе земам еден лимон, ќе исечам само мали кришки од него, за да можам да дозволам сокот да навлезе во пилешкото, на неколку места ќе го исечам. Звездасто. Еве како изгледа. За да може сокот да се цеди од сите страни, и ќе го ставам во натрешноста на пилето, заедно со 2 чешниња лук, само малку ќе ги чукнам, за да ослободат, малку да се подкршат, за да можат подобро да го ослободат вкусот. Останатите парчиња лимон ќе ги наредам околу пилето. И тоа е едниот дел. Ќе направам нова кадичка, нова преграда. Не можам да ви зборувам, морам да се сконцентрирам. Да испадне како што треба, да не се разлеат сите сокови внатре. Што ми е пилето. Сега ќе ја ставам целата количина од прилогот. И последната. Ќе направам место за брокењето. Кажете ми дека ова не е совршен начин како да направите се во една тава, а тоа дополнително да изгледа прекрасно. Ставете го сосот врз брокењот. Убаво протрите го. Сите
парченца да се облеат во сосот. На крај се убаво прекрите со фолија. Ќе му дадете околу 30 минути во редна со фолија. Ова го правиме заради тоа што ставивме течност во прилогот со леп, самиот прокел ќе испушти течност и тие ќе се готват внатре со помош на течноста која циркулира. Потоа на крајот ќе извадиме фолијата и ќе го ставиме сето тоа убаво да се запече пред да биде послужена. Оди во редна, значи 30 минути на околу 200 степени, а потоа ќе извадиме фолијата, ќе намалиме на 180 и ќе го печеме уште 20 минути. Нели изгледа совршено. Денеска ви подготвив еден рецепт за кој, верувале или не, добив инспирација од додека ги подготвував. Значи, начинот на подготовка го смислив додека ги спремав сите прилози, бидејќи сметав дека можеби е многу паметно да направите едно печено парче месо кој изгледа празлично, по инспирација на еден од моите омилени готвачи, Џејми Оливер. Да имате прилог, 2 прилога и сите тие да ги направите во една тава и да го искористите истото време за печење. Не сите имаме по 2 режни или можност да поминеме 2-3 часа во кујна и ова е прекрасен начин да подготвите еден убав празничен оброк од кој, верувајте, сите ќе бидат одушевени. Кокошката ја подготвивме, така што внатре ја наполнивме со ароматизиран путер. Путерот подгответе го од напред. Секогаш може и да ставите тоа што ви е вишак во фрижидер, да го искористите во некои други рецепти. Еден убав прилог, празничен прилог со потпечен леп и јаболко, малку нестандардна комбинација, и прокелјот со мојот познат сос од кетчап и оцет балсамика со малку шекер и мал твист на еден скромен зеленчук. Се надевам дека ќе ве инспирирам, а вие пратете ни слики и сето она што го готвите по дома. Покажете ни кои се вашите креативни идеи во за овие празнични денови што ни следуваат, а ние се гледаме со нови идеи, нови рецепти во новите епизоди.